Македонија утре ќе го одбележи 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, кој е прогласен за државен празник и неработен ден за сите граѓани. На овој ден во 1893 година во Солун била основана внатрешната македонско-одринска револуционерна организација со цел извојување автономија на Македонија преку револуционерна борба. По повод празникот денеска во Занаетчиски дом беше прикажан документарниот филм Историја на ВМРО и поставена изложба на фотографии од ризницата на Националната установа Музеот Куманово. На пригодното одбележување присуствуваа представници на општината, институции и образовни установи. Настанот е во организација на Фондацијата за култура и спорт, поддржан од Советот и општината. Најпрвин за поздравување денешниот ден пред големиот ден, односно 23 октомври 1893, кога македонскиот народ и сите граѓани на тогашна историско-географска етнографска карта на Македонија, сите жители ја формираа македонската револуционерна организација, го формираат кивото, крвотокот почна да тече низ сите граѓани, не само македонци, колку меѓуалbanци, нови, пласи, трби, сите заедно сдружени ја формираа македонската револуционерна организација да дојдат до национално и социјално слободување песе за автономија на Македонија. Тој подвиг, тој стремеж, тој мотив секој пат беше поддржуван од нашите дејци револуционери кои секој пат ти живеат кон нас. Преку историјата, преку нивното дело, преку нашето исполнување, па прочен и затоа денес ќе организиран овој настан каде што учествуваат и нашите ученици и граѓани и ние историчарите на нашите ученици, студенти, секој факт им ја вдопуваме националната историја, им го пренесуваме подвигот, стремежот за Македонија, во овој случај за зачувување на Македонија, бидејќи борбата продолжува во континуитет. Тоа што ни доставиле таме кројавијата по Паксари, Пројсе Делчев Ракорамане, Питу Гури и Јане Санданс, и вториот Илинден, Методија Андонов Ченту, Танко Бражнава и многу други наши дејци, ние ќе го продолжиме. Сепак и Македонија заедно со сите граѓани да живее слободно и независно. Темелите на таквата организирана сила која требаше да ја обедини и раководи борбата на македонскиот народ за слобода и неговата самобитност, беа поставени во 1893 година. Таа година, на 23 октомври, во Солун, се одржа основачки состанок. Тогаш, 6 основоположници на Македонската револуционерна организација, и тоа Христо Татарчев, роден во Ресен, лекар по професија, Даме Груев, роден во Смилево, Битолско, учител и училиштен инспектор, Петар Поп Арсов, роден во Богомила, Велешко, учител во гимназијата Кирил и Методи во Солун, Антон Димитров, роден во Ајватово, Солунско, учител по турски јазик во гимназијата Кирил и Методи во Солун, Христо Ботанџиев, роден во Гуменџе, Воденско, учител, и Иван Хаџи Николов, роден во Кукуш, книжар во Солун и професор во Солунската гимназија Кирил и Методи, ги разменија своите мислења за физиономијата и целите на организацијата. Со бодрост, со младост и со вера обземани сме ние, деца војноборни. Со раце надежни и железни гради во кои виорот на бурата пее. Со жарот на нашите срца млади чекаме борбата да зататни.
Ке бидам градоначалник кој ќе обединува, ке соработува со бизнис заедницата, со невладините организации. Заедно ке креираме решенија со што ќе го подобруваме квалитетот на животот на граѓаните, кажа денеска независниот кандидат за градоначалник Горан Стојковски Диро по зачестените напади на социјалните медиуми. Стојковски ги повика сите советници да соработуваат за Куманово, бидејќи имаат шанса да покажат нов начин на функционирање на Советот. Не се доволно инвентивни, не може да најдат криминал, не може да најдат корупција и сега она што им е најприпатливо се со преку лажни профили, преку профили кои што стојат позади тоа што го зборуваат, се обидуваат да направат паралела на она што се случува во Скопје. Први, ние сме голема општина, но мал град. Ние мора во се да вараме нова шанса. Ние мора да сме креативни и ние мора да се обидеме да внесуваме нон-стоп нешто ново. Јас во ова што тие го зборуваат, само гледам нова шанса. Од првиот ден кога настап, јасно и гласно кажа дека председателско место во СОМ им биде понудено на ВМРО ДПМН затоа што тие се на централна, значи во Република Македонија нема. Овој нов совет, шеренолик, како што и Куманово шеренолик, може да биде шанса за сите нас. Од кој аспект? Првин, Советот ќе биде прва брана која ќе реагира на било каква можност за коруптивно дејание на новиот градоначалник. До сега имавме совети кои што комплетно ги контролираше градоначалникот. Се поменилаше без да се размислило. Дупови проекти о кои што после сите видовме дека се проблем и секогаш имаше нитка која што се придвижува дека има нека коруптивна дејност. Јас, како што верувам дека моите луѓе во тие заредот се со силен личен дигнитет. Исто така верувам во сите 31 советник и ја користам оваа прилика да им посакам успех во наредната работа, се луѓе со став и луѓе кои што на вистина сакаат да работат за Куманово. Значи, еве имаме совет кој што прв пат нема да го контролира новиот градоначалник, кој што заедно со новиот градоначалник ќе работи за да се подобри начин на живот на граѓаните во општина Куманово. Значи, прва брана дека нема да има никакви коруптивни дејности ни овој совет. Понатам, зошто ВМРО ДПМН? Затоа што Куманово на премиерот Мицковски ви даде повеќе од 20.000 гласа на минатите парламентарни избори. Јас сум сигурен дека Мицковски ќе сака да врати. Не гледам причина зошто, ако е градоначалник од некоја друга провинцијенција, би имала на тој план проблем. И уште нешто. Јас кажав дека ќе сум градоначалник кој што ќе соработува со бизнис заедница, со невладини организации и заедно ќе креираме решенија со што ќе го подобруваме квалитетот на животот на граѓаните и нормално ќе ги решаваме локалните економски проблеми. Ова е таа новина што сакам да ја представам на сите. Ова е тоа што гласаат кумановци. Верувате, во мојот живот имам добиено многу дипломи, многу сертификати, многу медали. До сега најдрага диплома ми беше од моите внуци. Дипломата најдобар војко на сел. Ова признание што ми го дадоа кумановци минатата недел е нешто безценето. Ова е најголемо признание што некогаш сум го добил во животот. Горан Диро никогаш не бил против било кој во Куманово. Горан Диро е градоначалник кој сака да обединува, не да оди против. Во организација на Центарот за ромска заедница Дром од Куманово се одржа првата работилница за креирање на стратегија за млади на општина Куманово за периодот 2026-2030 година. Оваа работилница го означува почетокот на важен процес за изработка на стратешки документ, кој ќе ги дефинира клучните приоритети и насоки за развој и поддршка на младите на локално ниво во наредните 5 години. Документот ќе биде изработен по примерот на стратешките цели, опфатени во националната платформа на Агенцијата за млади и спорт на Македонија, прилагоден според потребите и проблемите кои ги засегаат младите на локално ниво, соопштија организаторите. Едукативниот настан е поддржан од општина Куманово.
Управата за јавни приходи подсетува дека законскиот рок за поднесување и плаќање на ДДВ 04 пријавите е 25 октомври сабота, а бидејќи е неработен ден, тој се поместува за првиот нареден работен ден понеделник. Во овој период се поднесуваат месечни и тримесечни пријави, па во таа насока апелираме до даночните обврзници, обврските да се исполнат навремено и да не го чекаат последниот ден од законски утврдениот рок, со цел да се избегне преоптоварување на системот и можни технички пречки во последниот момент, велат од Управата за јавни приходи. Во Кумановско Ново село в сабота од 10 до 16 часот ќе се одржи манифестацијата Есенско пазарче. На базарот ќе се представат локални производители со свежи производи, зимници, домашни турши, сокови, сладка мармалади, рачно изработени тестенини, пити, вино и многу други деликатеси. Освен тоа, ќе има многу забава, можност за изнемување велосипеди, како и работилници за деца. Есенското пазарче се одржува трета година поред во организација на Сдруженијето за рурален развој УМА 100 од Куманово.